преминуваме на точка број 9 од дневниот ред, предлог решение за давање согласност на извештај за финансиското работење на стационар ШПК Вадарци за период од 1.1.2026 година до 31.3.2026 година. Доверете. Добар ден, ние сме представници на стационарот ШПК Вадарци и пред нас е извештај за првото тромесечие како се работело во стационарот. Тука во извештајот се наведени сите остварениот приход и остварениот расход на стационарот за да може ефикасно да работи. Бројките се представени колку сме добили и колку имаме потрошено и по општини, затоа што ние сте предпријатие на 9 општини и квартално имаме за уплачење на износ од 3-месечен период. Запишемо која општина колку има до сега исплатено и колку должи и по фактури. Меѓутоа, затоа што овој извештај е малку назад, имаме ние нов квартален извештај што се однесува до 36 јуни, малку покасно е кај вас на другата седмица, како рекол, ќе биде ставен. Таму се бројките со поголема наплата, со помалку должење од општината спрема нас. Може да ги разгледате. Ви благодарам. Дали некој за разбор на точка број 9? Видите некој за разбор, точка број 9 не става на гласни. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздържани. Минуваме на точка број 10, исто за стационар ШПК Вадарци, предлог решение за давање согласност на годишен план за образување во 2027 година на заедничко јавно предпријатие Регионален центар за образување на петролни миленици и ветеринарно здравство стационар ШПК Вадарци. Е така. Пред вас е доставен годишниот план за вработување за 2027 без кој предпријатието не може да функционира. Предлогот е изготвен врз основа на законот и врз основа на тоа е испланирано со колку луѓе ние можеме непречено да ја завршиме работата за која дејност не формираме. Во годишниот план за вработување со систематизацијата постојат 32 работни места. Меѓутоа, ние сега во оваа година и 2-3 месеца функционираме со 12 вработени, со кои непречено се завршуваат работите во стационар. Обслужуваме 9 општини, што значи негде по еден човек на општина. Нашите колеги ги вршиме повеќе дејности и задачи во стационарот, за да можеме да ги завршиме сите обврски за кои што сме задолжени и сме на работа. Инаку, како 12 вработени во стационарот, сме вработени на 12 месеци и затоа секоја година бараме финансова согласност за да се продолжи договорот за вработување. Што превече? Ви благодарам. Дајме това разбор. И наредниот извештај, се извинувам, наредниот извештај што е сега кај вас, а ќе ви видите на вашата наредна седница, ќе видите бројките за нашето рентабилно работење на стационарот. Благодарам. Повеќе колега. Јас сум нова сега. Јас сум архивар, а минам директорката, затоа што е нова, но никој не сме нова, не се почекам. Директорката, што се кажам да поправим малку дирекција се размрдаја работи, да нема почиња. Има столбара се од кај се, од некаде од страна ли се, од тука се. Да, истиот проблем е по сите општини. Тоа е проблем, кога се наместат камерите, мислам, да работиме на тоа, што биде кој столбара и кој как. Друго сакам да кажам. Тука на нашите граѓани, кучето мој земано, не изима пари. Значи, она ги наложи лужито ваши, но вика, земите, да го ставите обецка таму, да си помине по сите процедури. Го земат кучето, после 2 недели известуват дека имало некоја бактерија, не знам нешто, болест. Што е дека ќе го успијат? Ме интересира мене на следното, вие што му давате? Има ли документи? Зашто, како да знаем? Секоја постапка на терен оде по правилник. Секој куче што е земено тука, дали е наплодно едено,
дали е на терен негде, значи не е земен отбор. Прави основна работа. Защо? Затова, защото ние не сме го приятел сектор да влияме. Нямаме право да вземем кучата. Ако е хванато на терен, млади, и е интервенирано от страна на собственикът, затова ще кучето личи на поставка постигнато и е заловено. Се информира на начин за това, що при заловуване имаме теклени трошкови, ще ние ги заловим кучията. Дали е со стрелка, дали е без стрелка, не е. На някакъв начин е заловено. Тия стрелки се со средства за успевание. Там имаме трошкови. За да не дойде до тия стадиум, за да не го казне на човека, го взимаме кучето, кане с стационара, да, подлежи на всяка поставка. Прави основна поставка от стационара е кръв. Всеко куче, що е заловено на терен, се ваде кръв и се прача у Институтът за хранене и ветеринарска услуга. Там очекаме званичен договор, додека не добием отговор от них дека кучето е здраво, ние не може да почнем. Там поставките това малко са по-тежки. Затова ще ми дните, кога вземе, от 3 до 4 дена поставка, додека се изпита, па додека стигне повъртен отговор, тогаш добиваме информация. Постои болест, където законът ни налага нас кучето да го еутанизира. Тази болест се вика лъшмания, така позната по систематика на ветеринарството и това куче по закон може да се еутанизира. Тия поставки ще обхваща и с гражданин ги глобил. Предходно може би не било информиране на кой начин изобщо от 10-та работа и затова може малко да е закъснато и не е кажано на време. Инако, ако имаме незваничен договор, отдахава документ, дека тук е кучето заразно, верите ми, от наша страна нищо не може да се. За всеко куче имаме документация медицинска, Архивирана документация. архивирана, со сите резултати за кръв. Добре, ме интересира, значи няма лек за това. Нема ли? Това е според закон на Агенцията за храна и ветеринарство. А институционалното да видим отбор? ясно, защо Значи нема. А съответно, дали добива документ? На залог не. Мисля, че ние сме Не, взели. на залог. Например, го успивате. Да. Взимате кучето. Дали съответно добива тя анализа, след това да си има... Значи аз ще на стартът ви кажат нещо, не знам дали ме разбрате. Тук няма собственост. Да са бездомни. Това е бездомно куче. Ама съответно, го приявува само, къде е него. Не можем да го прияваме. Значи ние ако сме го залевили, он кажем дека е него. За не да не стане некоя неубава. Значи ако е него, Може ли начин да чипирано. го разбираме? Ако е чипирано, не го чепкаме. По негова поставка, ако он сака да си го вдоме, тогава ще може да биде него. От тя да си го вземе, да си го... Ако не ще го приеме. Всяка си го вземе, ако се отвърде болестта, не може да се Не. това е нещо. Той е със закон. Благодарен. Благодарен, дали друг разбор. Повече колега. Значи моментално почва разговор, имате 12 валутени, Да. а закон ще се отвори да приеме 27, до 20. Не, 12 продължува. От тук плана да пише... Не, той е Това е план. Той е по систематизацията. Трябва да има толкова вработени, за да може да се върши дейността. Со 12 случаи функционираме И со едно возило. и со едно возило и продължуваме со 12. Луѓе, не планираме да. Не, 27 нема планирано повече за вработување. Хендикеп, я мислам дека повече на стационарното и без возило. Следно возило... Со едно возило сме 9 општини. Значи, уредна недела не можеш да ги извъртиш. Али бараме начин да успеем да вземем друго возило. Значи со текови, со вървачалници, да успеем барем още едно возило да найдем за терен. Не трябва. Само не трябва. А и дейността е таков тип, што преку ноќ не се гледат резултатите. Работиме више една година и мислам дека некаде до есен ќе почнат резултатите на терена да се познаат. Се става ред на куче Цялата на нашата работа е повече да се намаля популацията на кучини. на бездомни. Значи тук е това, няма друг проект, ще можем ние, например, да ви... А от ваша страна, например, може да имате всекодневни едукации по народно, за да му се обясне на вие народ на кой начин и как се чува кучето. Додека е малецко му интересно все и друга го чува, додека е порасне и после това... Го пушта до друг град. Аз с самата поставка, чипуване, вакцинации, картон отварание, пасош, си ги има сите видети договори за него и имаш отговорност према него. Това сето не е ясно нас. Знаеш, имаме проблем да имаме. Проблем имаме, това е малко местните.
Разбираш? Да. Ние си знаем кучи. Ако Да. е почтен, я знам това куче е на него. Ще на тебе. да. Сега начина да разтоварят кучиня непознати. И сега тук и нашия проблем, Владимир. Цял чоп отгоре, ние имаме институция доле. Начин по Си одат камери, на работа, си извинявам. А си одат души до 5 сада на работа, жени. Да. Па да гледаме ли приеми? Сега ще видим колко куче, така магаре. Да. Изправно, изправно. Се плашат и Най-нормално. аз. Сега ние може баран, малко повече. И сега по-малко гледам с другата работа. И Общината тук има работени, они се знаят, дека нао треба да добиваме почеток на секој месец, за да можем по-лесно да се организираме и да пристигнем сегден Това резултат. беше проблем. Не беше проблем ти вашата работа. Много тужи почини от мирския И у Росман се случува Много там. тужи. Дали от други Знаеш какво? Чим дознава, да ме разбереш грешка, чим дознава дека виче вашата община работи со стационарът и на не наложих начин. Не, там можем да оставим куче да завършим работа, разбираш? Они да се освободят. А докато ви поставите съответни камери негде на някаква локация, ваши че откриете кой се Работиме. Не. Мислям дека бързо че се реши проблема за решиш. Кој знае кај да не вземе? На кучни местници стават. Да, къде да? Само ви че ги знаете и от че знаете точно що казвате. Слушам, кажахте, една година работите само така. Година и 3 месеци. Ти знам дека логото, не мислам от 2020. Да, формирани. Меѓу тоа не стационари почнат да работят од мани од 1 мај. Знае градоначалникот бете поканете од 25-та. Од 25-та 1 мај работиме до сега година и месец. Добре, ти е едно собство сме и не знаем. Това знам дека... Да, точно. Проект 23-та. Самата поставка за основание беше Да, покажена ще общинска соработка, каде што требаше да се запазат одредени процедури и договор за меѓуопштинска соработка беше склучен за 2024 година, меѓутоа за да може стационарот да работи беше потребно да се обезбеди соодветна дозвола од Агенцијата за храна и ветеринарство за да се исполнат одредени услови и сето тоа значи се пролонгира и самата дејност почна да ја вршат истите од мај месец 2025 година. Благодарам. Дадете друг бар збор. Величиникме бар збор. Точка број 10 и ставам на гласење. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздържани. Ви благодарам. Ви благодарим и вас. Да се гледаме повеќе во секој момент стационарот е отворен од 7 до 3 и до самата може би граѓаните да посетат што нема јасно да се објасни, да се едуцира, да се доближи малце до луѓето повеќе. А и вие, ако сакате, можеме и ни да гостуваме кај, например, на 28 август. Ще да ще благодарим на Трени. Това се гледа. Хвала ви приедно. До сватни след 24 година. Айде, помня. Директорът на Бошева демография вече присутен. Преминуваме на точка број 11 от дневния ред. Следва решение за даване съгласността с дадена одлука за измена и допълнуване на статутът на Бошева демография. Dobro, pozvam nešto. Oko statutarната odluka за измена и допълнуване на статутът, поради што е нов закон изпаден по службен вестник на 6 май 2026 година, мораше да се смени статутът на фирмата, па да добием и одлука от нас. Ви благодарам. Дадете бар збор. Мислам, че Това е одлука донесена от председателя на Република Северна Македония. да. Общо дело. Односно добавяне. Закон за явните предприятия сме. Ви благодарам. Дадете бар збор. Величиникме бар збор. Точка број 11 става на гласане. Кој е за? 8 гласа за, нема против, нема воздържани. Точка број 12. Следва решение за даване на съгласност на финансовски издръжка на Бошева демография за период от 1.1.2026 до 31.3.2026 година.
финансискиот извештај на БОШ може првен е објаснато колешката наша организационата поставеност во однос на БОШ во кој одделенија ни се ја поставува. Тие ги имаме во сите извештаи на натаму. Околу билансот на водоснабдувањето за овие 3 месеци, овие 3 месеци за физички лица се испорачени 26.350 метри кубни, за правни лица испорачено 11.612 метри кубни, што има пораст на физичките лица. Има пораст на физичките лица околу 1000 метра кубни, а и правните лица, исто тука е негден да ви кажа. Фактурираниот износ без ДДВ или сакате да ги разглежувам кубните или пари, финансите, физичките лица во село Прозово има потрошено околу 1000 метра кубни, што нема голема значајна разлика, пошто зборуваме за водниот биланс. Исто во село Чифлик има разлика од минатата година со 100 метри кубни. Во село Бистренци имаме некаде околу 700 кубика повеќе вода испорачано од 2025 за овие 3 месеци. Во Корешница имаме испорачано негде околу 400 метри кубни повеќе од 25 година. Кај физичките лица во село Дрен околу 100 кубика имаме нешто повеќе испорачано. Остварени финансиски резултати во околу приходите од редовното работење. Приходите од вода имаме оваа година 1.941.000, што за 267.551 денара е повеќе приходот на вода. Тоа се должи и на покачувањето на цената од еден денар што е од минатата година и едноставно и од покачувањето на потрошената на вода. Приходи од канализација имаме 405.851, додека во 2025 имало 410.859, тука имаме намалување на канализацијата. Приходи се од канализација, приходи од комунален отпад имаме 1.429, што е исто со 1.409 од ланската година, пошто таму цената е иста, тие се корисниците, тие 1300 корисника се. Приходи од одржување на зеленило имаме 0 денара, пошто до март месец немавме управен одбор и не се фактурираше, не беше подпишана програмата за јавно зеленило. Сега више тргна во другите месеци, че дојдат тие работи. Приходи од јавна чистота се 276.145, нешто со околу 80.000 повеќе. Тоа е што повеќе се работи, тоа повеќе приходи. Јавната чистота не е плаќа општината. Приходи од пазар имаме 4.407, 1.000 денари од минатата година повеќе. Приходи од добра имаме 29.000. Сега вкупно да ви ги прочитам, значи приходи оваа година за овие 3 месеци 4.212.108.000, нешто повеќе од минатата година. Расходи од работењето, потрошени материјали и резервни делови имаме околу 19.000, ХТЗ опрема имаме тука, има разлика од лани, пошто лани нема дадено ХТЗ, оваа година има дадено ХТЗ опрема. Канцеларијски материјали има
11.583, која зависи од набавката, може минатата година, тие 3 месеци не се набавило можешно, имале канцелариски материјали. Електричната енергија е значително намалена, пошто до лани до 2025 година, март месец, имавме тендер што се испадна на слободен пазар и затоа тука е скоро намалена околу финансите за електрична енергија. Друго, електричната енергија по другите села е тука негде, значи, пошто не се поголеми потрошачи, за дизел гориво, значи, за овие 3 месеци имаме нешто околу 50.000 повеќе од 2025 како расход. Тоа се должи на самата цена и самата потрошња, што повеќе се работи, повеќе се троши. За бензин исто имаме повеќе потрошено од ланската година и исто се должи на тоа. Поштенски услуги, да не ви ги набројувам сега, ги имате сите, значи купно расходи имаме околу 4.609.997. Тука ви се табелата услугите за теплно одржување и овие се договори на дело, на крај табела 2, тоа се услуги што сте не можеле ние да ги извршиме или се направени од трето лице, што му е плати. Друго, ако ви интересира, прашајте така. Ви благодарам, директоре. Да некој да разбор. Благодарам. Директор, Молим. на крајот може да заклучиме разлика меѓу приходни расходи до првото месечие. Добро. Пак спорува предпријатието загуба 397.880 денари. Да, точно така. Дека предпријатието иде води во загуба. Тоа не се должи ни дека до моје менаџирање или нешто друго. Значи, знаеме и свесни сите дека и претходниот совет, пошто мислам дека беше во претходниот совет, и нас загубата се ствара едноставно во делот на собирање на смет. 20 години немаме покачено цена за смет и тука загубата стварно ти сте заштедени на струја, сега тие 200.000 Да, тоа беше зборот. Струја, плати се намалени за тоа што... Значи, имаме намалено. Значи, ние како струјата намаливме овие 2 години, фактички, нас платите ни порасна толку. Ама и тоа Со е самото закон. за претходна година. Да. Затоа што има И приземирање. едноставно мора да бараме начин нешто, значи околу собирањето на отпадот, за цената на отпадот, нешто да се полека да се најдеме, да одржиме управен одбор, пак да се одреди некоја цена и мора цените да нагоре, пошто плати оде нагоре. Значи, плати, гориво, одржување, сето тоа на камионите е више дојдено на точка да не може да се собира по таа цена. Сето тоа се должи ние сега до крајот или на 6 месечниот, ако тој не е на совет, дојде наистина до 1.300.000. Загуба. Значи полека тоа се трупа долгови, не можеш да платиш и че гледаме до крајот на годинава да нема таков предлог, ама во другата година мора да се мисли на сето тоа. Значи на тоа се должи Да. ветажно загубата. Друго, табела 2. Добро. Презентирате точно можеме Добро. да се извршите. Изработка на метли, чистење на патка и депанданс. Да. За тоа беа ангажирани надворешни лица? Изработката на метли и секоја година го правиме ние тоа. Од Порешница човек. Да, од Порешница човек може. Тоа е
за чистење на патот за Ките Панданс имаше еден човек што тоа дена 3 кастеше рачно, другото е врат. Хемиското чистење е тоа на Кедито, на службената кола. Значи таа беше, јас која презема функцијата имаше внатре, значи не се влекуваше, мораше да се изчисти. Носење на тури со трактор, ова е носење фактички со трактор, земја што чистят на улица на горе надтиквешка своја. Значи имаш ангажирано плюс трактори, освен наши. Да. Пошто врабите не знаете што се грееме, тие не се потрачно, тоа е платено на Игор. Уште едно прашање, малце во темата. Нема Зашто проблем. сега е актуелна Да. темата, нели со загадена вода и со сите тие Добре. редовно се прават анализи. Вие Значи, не што редовно- се имате известно? Да, ние имаме редовно анализи, има програма по која се взимат анализите, например на двете недели се взимат анализи од Демиркапи. Еднаш месечно по селата се взимат, се прават анализи, гледам дека се деси некоја паника околу Господари, тука дека водава нема, не, значи последна анализа е земјана во средата, уште ги немам резултатите. Утре имам друга анализа исто од Демиркапи и двете села, па ќе го објавим и јавно, пошто порано ги објавуваме преку веб страницата на самата општина, ама не знам што се деси там на веб страницата, едно друго, и сега ќе мора и ние преку Фејсбукот, нашето е единствено. Ама сите анализи ќе бидат? Да, ќе бидат јавно објавени, да знаете дека се јавивме ние, исправни се не се поставени при нашето картина. Да. Тоа е. Благодарам, дайте друг два разговор. Да се намазва од темата, не сме пак поврзани со вашето предприятие. Кога сме нова стројане и немаме вода на помп. Нели има можност да се наместа некој агрегат и нешто и да се реши? Да има нон-стоп? Значи, тој агрегат дека може да се намести агрегат далеко од таа работа. Значи, тој агрегат кошта околу 50-60 евра, што ние не сме можни предпријатие да покупиме. Ја покупим уложим во некоја машина или нешто, колку во агрегат евра, кажуваат сега со овој новиот систем, за тоа овие денови не ги снемува, дека нема да ги имаме више проблемите што ги имаме до сега. Сега, кај нас снемува вода, од кога Ивана ќе биде повеќе од 2 до 3 сата, немаме напојува. Тогаш снемува вода, а иначе за сада, преме нашиот систем и нашите резервари издržуваат. Ние имаме некај 550 метри кубни вода, што се у залива. Од кога ќе снема вода, после третиот сат може да се осети дека нема вода. Благодарам. Дайте друг два разговор. Благодарам. Директоре, вие што се пријатните фирми што се Демиркапи, винари, живеат тоа на работа, ама по-горе повеќе смерце, така? Морето, да. Договори имате ли склучено со сите? Значи со сите приватни фирми ние имаме склучено договор. За жал, стариот правилник за пресметна плата на отпад е по метар квадрата, по покриена површина. Значи они се плаќаат по покриена површина, не колку сме сквари. Значи кај нас е правилникот за наплата на правните субјекти е така. А додека кај физичките е паушално 520 евра. Значи 12 денари по метар квадратен покриена површина. Додека не ги смениме тие. Колку време не е покажено? 20 години не е покачен ценовникот, значи за правни и за физички лица. Имаше опит пред 2 години, така ли беше? Пред 2 години имаше опит да се покачи нешто, не се успеа на солид и тоа е. А сега видяме финансите дека не е се повеќе глиби. А се оде напред.
Мора да се најде решение и сега и со новите, значи Европа се стреми за регионални депонии, такви работи. Зборарината отпадот се биде се по-скапо и по-скапо за одржување. Регионална претоварна станица, че немаме тука депонија, че треба да уносиме ѓубрето за тука вадаче, ако има претоварна. Това е се трошок, а тој трошок нема кој да го сноси, освен граѓаните и фирмите што... Збориме за процедури. Не, тоа може и скоро да дојде, почти више година на обучение такви работи. За година, две може и тоа да дојде. Благодарам, дали некој да бара спор? Виде, че никой не бара спор. Точка број 12 ставам на гласане. Кој е за? Колко време? 5, 6 гласа за, дали не против? Сдржани? 20. Точката е усвоена. Точка број 13. Следва решение за даване на съгласност на извещај за работењето на Бошева Демиркапија за 2025 година. Околу работењето за 2025 година касниме со тоа што до март месец немавме негов управен одбор. Мораше овие работи да се споменат првен на управен одбор и затоа сега доаѓа на ред точката, пошто минатиот пат поминавме нели завршната сметка на Бошева. Имавме финансиски извештаи за минатата година. Од организационата структура и во финансискиот извештај има кои одделенија се околу производство и дистрибуција на вода и одржување на водоводни мрежи и вршење на водоинсталаторски услуги. Во Демиркапија на правни лица е фактурирано околу 51.012 метри кубни, домаќинство имаме 127.685, околу загубата, значи знам дека малце води во очи тоа, загубата ни представува 82% од купната произведена вода, а тоа се дължи на техничка и на комерцијална загуба. Техничка загуба се дължи на неколку причини. Причини за големите загуби е тоа што во Демиркапија се уште покрај сите наши залагања на тоа поле постојат околу 2 до 3%, каде што нема водомери. Тие 2 до 3% на водомери не е тоа што ние не сакаме да поставиме водомери, ама издегуваат месечно секогаш да некој водомер застане или треба да се смени. Значи, тука е таа загуба, другата комерцијалната загуба е од испушење на вода при дефекти, наводнување на паркови, јавни чешми. Тука колегата наведил дека и за миење на јавни површини, тие загуби, а имаме и исто така места кои што имаме лоцирано више, дека имаме по-голема загуба и има дотрајани инсталации. Тоа е околу водоводот во Демиркапија, во село Пржево имаме испорачано 7000 кубни метра вода, со остранети 47 дефекти на делот на разводната мрежа, тоа е на главната линија, пошто најголем проблем е во Пржево баш главната мрежа, која више дотрајана и цевките од големиот притисок пукаат и затоа имаме негде околу 47 годишно и таму треба да се планира да тој водовод комплетно да се реконструира, ако више има проекти за канализација нешто се прави, значи водоводот е при крај. Водоводот во село Чифлик имаме околу 5803 метри кубни, имаме потрошено 300 литри натриум хиперклорид, имаме значително по-малце дефекти, имаме околу 12 дефекти во разводната мрежа, 6 дефекти имаме во делот на кучните инсталации.
Во село Бистринци имаме произведено фактурирано 17.412 метри кубни, имаме потрошено 400 литри натриум хиперхлорид, односно течен хлор. Имаме отстрането околу 11 дефекти во разvodната мрежа, 23 дефекти во делот на кучните инсталации. Водоводот во село Корешница имаме испорачано 23.392 кубика вода, имаме потрошено значително повеќе хлор од другите места, 720 литри натриум хиперхлорид. Тука хлорирањето се врши со поголемо количество на хлор, за да дојде водата во исправна состојба, пошто е по слободен пат. Имаме отстрането 27 дефекти во делот на разводна мрежа, отстранување на 4 дефекти имаме лани 25 на потисен цевковод под каптажата. Во село Дрен имаме отстрането околу 14 дефекти. Чистење на каптажата во село Дрен се прави секој месец и на самиот резерват. Одржувањето во градот во текот на 25-та се отстраните околу купно 102 во Демиркапе, 102 дефекти на разводна мрежа, интервирано на 96 дефекти на акустични инсталации. Иначе имаме вршење на водоинсталаторски услуги, наместени се 12 механизми, стакла за водомери 26, водомери 11, тоа е полацол, водомери 3/4, 32, околу канализацијата во текот на 25-та година се одведени купно 53.690 метри кубни вода. Има извршени се 54 интервенции за пробивање на канализација, почитување периоди на запушена канализација и 76 интервенции на црпење и чистење на разводните шахти од канализацијата. Да не должам на другите, имаме 6 интервенции Чифлик, 4 Бистринци, имаме, тоа е на главните инсталации, 28 имаме интервенции, пробивање и разчистување на перење во Корешница. Градскиот пазарен ден, знаете дека е сабота, тука од 6 до 1. Во 2025 има склучено еден договор со правно лице и 3 договори со физички лица. Санитарните простори после секој пазарен ден редовно се чистат, ги отпараме. Освен редовното чистење пред пазар и после пазар обавезно се мети пазар, тоа е нешто од редовното одржување. На градските гробишта редовно се одржуваат, патеки се прават, соопштенија се прават исто на градските гробишта. Извршени се вкупно 25 погреба. За секој влез управителот на градските гробишта му наплачен оператор околу 1000 денара. Во текот на 2025 во делот на редовните активности вршени се следните работи: бетонирање на патеки, собирање на смет, метење на главни патека еднаш месечно, одржување на зелените површини, за тоа што и самите граѓани кои имаат плаќаат за одржување еднаш годишно 600 денари за гробните места. Што ги имаат. Од комунална хигиена редовно се збира сметот. Во самата табела имате представено кој која улица дневно се собира. Собрани се околу 2000 и нешто тони ѓубре оваа година. Исто така сметот се собира од
сите домаќинства Ботемир, Капија, Бистренци, Корешница, Чиф и Пржево и сите пранни објекти, освен село Дрен. Таму не стопанисуваме, не собираме побранена, само стопанисуваме со водоводната мрежа. Околу јавното зеленило за 2025 година имате пред вас табели, да не ги читам сега сите, колку пати е искосено, колку вода од секоја табела има напишано, од прилика, значи колку вода према има потрошено за секој парк, што е една од поголемите загуби, што се ствара комерцијална загуба. Друго, имаме воредни активности, например, во паркови и зеленило, како што се оваа година, например, гасење на улици и таква работа, тие ги извршуваме оваа година па покрај оваа програма. Тоа е сега за сега, ако има некој прашање, прашање. Благодаря на конструктивното излагање. На некој разговор. Видите, никој не има разговор, победим колега. Што е проблемот со Дрен? Што не се собира џубрето? Бака се, со Дрен не се собира џубрето, тоа е точно се презимаш, се цема само вода. И пошто зимно време, знаете дека у Дрен е околу 5 до 6 луѓе се стават, другите се сите викендажи. И се бунеат тогаш населението и нема одлука за да собираме ние џубре. Пошто се само 6 фамилии, 6 куќи преку зима. Не може да ставим един контейнера да не наплачи. Вршиш услуга да не наплатиш него. Ако треба 42 прекомерност. Значи 42 кучи има. Таму има вили, што знам, издават. Издават вили, да. Издава вили, ама од тие 42 кучи дали се 15 што се во функција. Они имаат вода. Значи ние ги читаме редовно. Некој не трошат и по кубик вода. Проблемот с неката за вода џубрелина, или? Нема. Па нема одлука од Совет да се собира џубрелина. Ако има одлука, ние ќе ставиме 5 контейнери или нешто, па ќе наплачиме на сите џубрелина. Може 5 еден. Сега на 42 приклучка не можеш, тоа е колку пршо. Треба да донесеме тоа и да се биде секој што треба да таму. Може да донесеме одлука и ќе наплачиме и таму. Не е проблем тоа. Иначе тоа ще така донесеме одлука. И за тоа без одлука ја не смеам да наплачам. Тоа е. Благодарам. Најден разговор. Точка број 14. Ставаме гласуване. Кој е за? 8 гласа за, нема против, нема воздържани. 13 Извештај за работењето. 13. Сега која? Годишните сметки не беа. Не, извештај од работењето. Тоа е извештај. Извештај од работењето. Ние не годишни извештај. Не беа 14. 13 како се изгласа? 8. Не, сега... Да, не запишам, да. 13 е сега, сега 14. 15, Да. Точка број 14. Предлог решение за давање согласност на годишна сметка на Воша администрација 2023 година. Това е за годишната сметка. Годишната сметка е практически мината това, што брането ова финансовскиот извештај минатиот пат е сега Централен регистар бара да има донесено како одлука на управен одбор да гласи годишна сметка на ЕКП Бошо и затоа мора
Да, помнили пак за тоа, а тоа е од минатиот пат, а финансовите физите за 35. По завршната смета. Дали некој додаде? Едно прашање пак, малце надбор. Ајде. Отприлика, дали имате некој податок колку од прилика на кај Демиркапија едно семејство има месечно почувачка на него? Зависи од колку члена има на семејството, просек у Македонија, значи просек од 6 до 10 од член, од 6 до 10 публика од член, значи ако е 4 член, негде на 35 просек треба до 30. Викавола за санитарни вод. Сега за другото, бавчи и такви работи. Тоа се просеци на светско ниво, ама во Македонија вика просек од 10 публикари за санитарни вод. Да. Благодарам. Даме друг разговор. Точка број 14 става на гласуване, кој е за? 8 гласа за, нема против, нема воздържан. Точка број 15. Предлог заклучок за усвојување на годишен извештај за одржување на јавната чистота на територијата на општина Демиркапија за 2025 година. Може да почнем. Ова програма носи општина Демиркапија. Ние исклучуваме договор со општина Демиркапија, пошто сме предпријатие кое се грижи за јавната чистота. Во јавната чистота има програма по која треба да се метат улиците, да се собираат отпадоци, сето би да биде направено кога, како и што треба да биде. Ми имаме метење на площади, мостови, паркови, значи сето виде по табели кога е мијење на јавни површини, метење, кога имаме кои се редовни метења, кога е по потреба. Со ова се дава извештај на инспекторот за комунални работи. Секој 10 даваме извештај, што ние се наплаќаме со тоа. Јавната чистота е 20 денари, исто во Демиркапија, исто и таа не е покачена пред 20 години. Благодарам, директоре. Дали некој разговор? Јас давам. Благодарам, колега. Како да се работите со општина? Добре, сега за соработката е добра, но, например, за јавна чистота, сега за јавната да ниво и тука е окей. Значи, Гледаме се работиш од тоа направи. Работените, сега некој бонус за работените. бонус, секој предупреден сам е платен. Тие луѓе се што може да има простор да се помогнат. Значи, на првиот управен одбор, партија им се зголемија, значи, околу 3.500 на секој работен. Гледаме да издржиме ситуацијата и треба стварно да не градиме луѓето. Мислам дека секоја сме ставени на раб, ама они се комуналци, ама ако преработе свеста дека секој еден го изнесуваме најгнасното нешто од дома, отпадот, мислам дека не се проценувани. И, значи, прво и основно е водата, второ е отпадот, да не биде чист градот, да не бидат чисти домовите, па нанатаму. И мислам дека заслужуваат и повеќе, ама сега за сега. Сакам да кажам дека гледам секој да има простор, дека има да се наградат луѓето, пошто гледаме вие летни домови колку се работи, колку џубри се треба. Вие потелише се, по-публикури, модерни, да се многу континери. Тента по 3 пати и това 4 пати. Исто, нас многу ни прави и отпад, едноставно и дренешо викаме, успаците прва, топлите веришта, они континери, секој ден се прави на црква.
Те всекидневно ги празнеме и секој ден на поручек се више полно. Сега и при нас да не навредам свеста на граѓаните, сите имаме дома по 2 канти и се. И се слобира, дори плюс ѓубре од дома, некои оставаат све и свашто по континенти. Значи, депонията нас не е отворена 24/7, никош не била затворена. Говорим, кој има повеќе ѓубре, или дека се јави трактор, ќе му се пусти, например, се наплати, при нас е научени, дај од дома ѓубрето, ќе одам континента, напълно. Имаше и слики на Ригерата, пред това фрижидери се прода до самия континент, що не личи на нищо. А имаме тук и за електронски лопат и за сега, но то е, за жал, моментално при нас така функционира. Благодаря. Най-напред това разбор. Видиш, никой не бава разбор. Точка брой 15 става на гласен. Кой е за? 8 гласа за, няма против, няма въздържани. Хвала за 10 минути.